Мојата логика беше дека преговарањето е се или ништо и успеав да добијам се, да ги победам конкурентите и го паднав испитот. Замислуваше дека ќе водиш институцијата, дека ќе станеш декан еден ден? Не. Што се случува со тие студенти, вие ќе ги подготвите, државата вложува во нив. Како овој кадар може да се врати? Ако го смениме концептот на размислување, како може да дојде некој од Европска унија да студира, или некој од регионот да студира кај нас, тогаш што они на нас дава патека каде ние треба да се движиме. Професора Санта, што го врти светот? Студентите кои креираат вредност, прават нови работи, именуваат, воведуваат нови технологии, нови модели, нови пракси, студентите. Што беше нешто што ви беше најинтересно како студент во Холандија? Ако треба една работа да се, вака, прва што доаѓа на памет да се избере. Се качуваш на точак, возиш на кај факултет, сончево е, додека возиш почнува да врни дожд, престанува дождот, почнува да врне, да дува ветер, престанува да дува ветерот, возиш уште малку, доаѓа сонце, се сушиш и стигнуваш сув на факултет. Значи, во возење од 20-30 минути на точак, времето се менува 3 пати и после некој време престануваш да се грижиш какво ќе биде времето, него само се качуваш и возиш точак. Зашто сите имаме најтежок предмет. Кој ти беше тебе најтежок предмет кога студираш? Најтежок предмет, не во однос на материјалот, на испитите или слично, него во сваќање на логиката на предметот и што значи да го совладаш материјалот, беше предметот преговарање. И мојата логика беше дека преговарањето е се или ништо. И успеав да добијам се на испит, да ги победам конкурентите, да земам се што беше планирано во задачата. И го паднав испитот. И кога праша успешно паѓање. И кога праша професорката зошто сум паднат на испитот, таа ми рече дека целта на предметот е да постигнеш win-win ситуација, односно да воспоставиш долгорочен бизнис однос, а тоа не можеш да го воспоставиш ако на првиот состанок, на првото преговарање го уништиш конкурентот. Да не беше економист, ќе беше? Земјоделец. Супер. И The Economist или Forbes? Forbes скоро да не го читам, Economist го читам, ама еве да речеме помеѓу Medium и Substack би рекол Medium. Добро, супер. Значи економист. Добро. Тука сме некаде слични. Што се случува сега на економскиот факултет? Стана декан и јас кога се запишав беше не беше демонстратор, веќе асистент бев. Асистент. Да. Така што во вие помлад 10 асистент или асистент, сега не се сеќавам точно. Асистент, да, затоа што сите оние практични вежби ги поминувавме како дел од твојата група. Како сега се смени факултетот меѓу тогаш и сега, што е ново? Притисокот е ист, конкуренцијата е иста, се зголемува, да речеме сега има многу поголеми можности за студентите. И нашата идеја е да во основа економски факултет стане сега е најконкурентен факултет во држава, кој што носи најголема вредност во државата за нашите студенти, него ние сега сакаме тоа да го направиме во регионална препознатливост и да овозможиме тоа што го велиме учењето да биде кај нас на економски факултет, да бидеме регионални лидери и да даваме придонес на глобални рамки. И за таа цел основа правиме промени низ факултетот, да возможиме факултетот да прерасне на место во кое што студентот ќе дојде ќе има предавања, студентот ќе дојде ќе има простори во кои што ќе може да работи на проекти и да комуницира со бизнис секторот и образовното искуство на самиот факултет да биде позитивно. Значи, веќе да не збориме само за настава, за пракса или слично, него секупното образовно искуство да биде, јас што би рекол, тоа што се очекува од една врвна институција и сме на многу добар пат. Имаме комплетна поддршка од бизнес заедницата, колективот е целосно вклучен во ова, студентите веќе ги препознаа можностите. Да, тоа добро звучи Да. И мислам дека апсолутно е така и сигурно сум дека ќе оди во таа насока. Едно време економскиот факултет запишуваше, мислам дека барем јас кога бев најголем број на студенти. Како да се врати тоа златно време или дури и да не се врати, барем оние
што им е местото да си дојдат на економски, зашто потоа имаше тренд се одаше сите одеа на финки, па сега гледаме дека некако сваќаат дека и тоа не е начинот. Видите, ние секогаш сме биле во златно време. Да. Значи, чисто да, ние запишуваме, моментално ги пополнуваме квотите кои што ги имаме. Проблемот е повеќе демографски, затоа што вкупниот број на завршени средношколци се намалува. Ние секогаш сме запишувале помеѓу 5 и 7% од вкупните средношколци во државава. Ние запишуваме околу 700 студенти сега, но во времето кога ти студираш, например, завршува средно училиште околу помеѓу 20-25 ученици. Сега средно училиште завршуваат помеѓу 10 и 13 000. И сега, кога ќе ги земеш тој сооднос, ние пак сме лидери во држава по запишан број на студенти. Да. Поголем број од другите некои технички факултети. Но, враќајќи се на предходно, дека ние сакаме да креираме вредност, вредноста не подразбира само квантитет. Да. Вредноста подразбира и квалитет. И затоа, у основа, ако се трудиме ние да ги максимизираме бројките на запишани студенти до бесвест, тогаш тоа ќе ни се одрази на квалитетот. И ние се обидуваме да го постигнеме тој баланс. Да имаме, според квотите, доволно места за секој што е заинтересиран да студира, да се запише на факултет кај нас, да му се овозможи тоа. Ама од другата страна, да генерираме предавања, активности, пракси, настани, кои што ќе го покренат квалитетот на студентите. Затоа што на крајот, работодавците бараат квалитет. Што е тоа, сакам да кажам, често знаат да кажат луѓето од пракса дека студентите доаѓаат повеќе или помалку спремни за реалниот сектор. Да. Што е потребно да има студентот за да биде подготвен за работа? Сега секогаш па го давам примерот, да кажеме, од мојот смер, каде што ние бевме, мислам дека 120 студенти, сите 120 дури во текот на студиите почнаа да работат, а не па потоа, затоа што имавме многу повеќе практични предмети. Но што се случува сега за целиот факултет ако правиме моабет? Да. Што е потребно за овие студенти да бидат подготвени да влезат на работните места и да движат економијата, бидејќи тие се Значи, видите, образовани граѓани? Тука имаме, да речеме, ја што кажувам, треба да сватиме која е целта на високото образование. Целта на високото образование е најпластично ќе ја додам, така? Ако ти имаш, ова е теорија, ова е пракса. Да. Така? Ако ова само теорија учиш, така, и да дадам плачен, сакаш да ја преместиш масата, ти можеби ќе ја преместиш масата, ќе ги совладаш предизвиците, ама ќе ти треба повеќе време. Да. Сега, ама истото се случува ако имаш само пракса, ако научиш курс, така, или нешто слично. Гледаш. Тоа е, пак не можеш да ги решиш работите. Сега, идејата на високото образование е студентот да стекне domain knowledge, знаење од областа, да стекне одреден, како да кажам, одредени теоретски знаења. Затоа што теоријата е у основа дистилирано знаење од праксата. Значи, некој правел продажби, дошол некој го истражувал што функционира и во тоа направил модел. Еден модел, друг модел, трет модел. Да. И студентот треба да ги знае тие модели, затоа што не почнува светот од него или сите работи. И нема ни да заврши. Да. А од другата страна, ако ја земе праксата, ама тие модели, тие опции, тие фактори, да речеме, тој процес, за да може да го примени пред да дипломира, затоа што целта на нас ни да направиме спремен за од прв ден. Студентот да биде спремен од прв ден, да даде вредност. И тогаш мора ние да вклучиме практични аспекти. Ама ќе дадам пример. Ако ти научиш како функционира одредено решение, логиката, моделот, и сега во овој момент имаме алатка кој што ја учиш, тоа е комплементарно. Ама ти разбираш зошто во таа алатка нешто се случува во позадина или во тој модел, или во таа политика или било што, и можеш да предвидиш какви ќе бидат интенциите. Затоа што ако ја научиш само алатката да ја применуваш, кога ќе се смени алатката, ти немаш вредност. Да. И сега ние имаме вештачка интелигенција. И сега вештачка интелигенција, ако ти си научил некои други алатки и вештачката интелигенција ги замени, а ти не ги знаеш тие алатки, ти во основа немаш вредност.
Така е. Ама ако имаш добар domain knowledge, така, од областа добро знаење, добро теоретско, ја што велам, ако си издржал 4 години, си дипломирал на факултет, Што е многу важно. што е многу важно, тоа ти покажува дека тоа лице кога ќе отиде во бизнисот, а бизнисот не функционира инстантно, немаш ти сега да почнеш, еве серија, ја мислиш година дена, ја реализираш година дена повторуваш и успехот доаѓа после одреден некој период. Третата, петата година. Сега, ние треба да демонстрираме на бизнис заедницата, видете, нашиот студент стекнува современо знаење, нашите професори се најдобри професори во државата, така? Фирмите, најголем дел, како што кажа твоето искуство, ние моментално имаме некаде околу 70% од студентите се вработуваат во првите 6 месеца. Најголем дел од студентите се вработуваат додека студираат. Да. И сега, како резултат на тоа, таа вредност се препознае. Затоа што моделот на кој што треба да го разгледуваме е да речеме, ние креираме квалитетен студент. Да. Препознатливоста на квалитетниот студент е што некој го вработува. Дали е тоа приватна фирма, дали е државна институција, дали невладин сектор, дали е сопствен бизнис кој што основа, али тоа лице носи вредност. Така да, у основа, комбинацијата на пракса и на теорија и на студирањето, јас го гледам низ тоа дали креираш вредност. Така, затоа што видите, 4 години студирање е дел од животот. Замислете да студирате, завршите факултет и нема вредност, никој не ве вработува. Апсолутно, ама мислам дека и самите студии, бидејќи треба да издржиш одреден период, да учиш, да се вложиш, да се дадеш, го спремаат човекот како човек за работното место. Инаку дека постојано ќе треба да земаме курсеви, обуки, да ги најдеме новите трендови, тоа апсолутно, ама не учи како да ги препознаеме. Што е следно? Ако е вештачката интелигенција, ја замени мојата област, јас ќе знам да учам и ќе најдам нешто друго, ќе го научам тоа и ќе се прешалтам полесно отколку некој кој што знае само една вештина во животот го нема тој момент. Така што апсолутно. Меѓутоа, науката, тука во Македонија премалку мислам дека тоа се зборува и се разбира. Науката не е само студирањето. Науката и економскиот факултет и другите факултети може да придонесат и во развојот на целиот бизнис на државата, во развојот на индустриите, одредени индустријски гранки, еве земјоделството, го спомнавме како такво, може да се спои буквално секој факултет и секоја индустрија со економскиот факултет, за да имаме поголем придонес и тоа се случува во светот. Како науката може да ја бутне нашата економија напред. Значи, што ви е потребно на вас како факултет за да можете да го дадете и овој придонес, затоа што и сами кажавте, најдобрите експерти кои што работат меѓународни проекти, значи меѓународната заедница, делот професорите ги препознава како квалитет, а нашата бизнис заедница не ги користи или премалку ги користи. Видите, значи, економскиот факултет може да го гледате како хоризонтала. Што значи да во кој да отидете бизнис, во кој да отидете институција, потребно е некој да ја води институцијата. Потребно е да има сметководство, потребно е некој да го финансира, треба да го менаџира, треба да го дигитализира, треба да направи маркетинг, така, треба да на државно ниво треба да се креираат економските политики, треба да се извезува. Значи, кадарот кај нас што се генерира, во основа е потребен на пазарот. Сега, како ние го гледаме и науката? Значи, зборам за економски факултет. Економски факултет екстремно силно ги поддржува вработените да може да прават научни истражувања, да учествуваат на конференции меѓународни, да учествуваат на проекти. Ние низ годините на ниво на универзитет без малку последните 10 години наши професори ја добиваат наградата научник за годината. Ние моментално можеби имаме и најмногу проекти меѓународни во кои што добар дел се научно-истражувачки проекти на кои што ги работиме. Сега, зошто е тоа битно? Од два аспекта. Првото е дека ние сме државен факултет, државата нас не формирала да дадеме придонес во раст и развој на државата, за унапредување на државата. За да можеме да го направиме тоа, ние треба да обучиме, да научиме студенти кои што ќе дадат во различни принципи. Ама тоа треба да биде пред се од контекстот во кој што тој произлегуваат. И затоа ние што правиме, се трудиме нашите истражувања професорите што ги прават во Македонија. Сега видите, некои од тие се класични научни истражувања кои што ти мора да
постоиш хипотеза и да тестираш. Не мора да значи дека твоето истражување треба да дефинира целиот сет на политики или сите активности, ама дава одреден придонес. Ама ние го даваме тој придонес кон бизнис заедницата со организирање на настани, направивме нови лаборатории во кои што студентите заедно со бизнис заедницата може да работат. Имаме активности за заеднички проекти. Него ние го гледаме тоа. Тоа што ќе откриеме дека во Македонија функционира, не функционира, ние го враќаме назад кај нашите студенти. Да. Значи, научната работа ни го подобрува наставниот процес. И како резултат на тоа, студентите имаат контекстуализирано знаење кој што произлегува државата и споделуваме кейсови, информации од тоа што се случува во странство. Во друг цел, нашите ние ги стимулираме нашите вработени да ги објавуваат трудови со импакт фактор, да објавуваат на престижни меѓународни конференции, да бидеме членки на асоцијации кои што ќе ни овозможат, да речеме, додиме напред, а и ќе ни овозможат на некој начин валидација. Да. И на тој начин ние се обидуваме да го заокружиме процес. Ние имаме наставно научен совет. Тоа значи дека секој вработен кај нас, дали е професор или соработник, има наставно научна активност и на крајот имаме стручно апликативна дејност или општествена одговорност. Како што добар дел од нашите професори се вклучени во активности со кои што на општеството надвор од ова даваме придонес. Сакам да те прашам и што се случува со тие студенти, вие ќе ги подготвите, државата вложува во нив. Да, не вложува доволно, секогаш може повеќе и треба повеќе во наука да се вложува, но вложила во нив. И многу често ни одат во странство или одат на магистарски студии во странство, па ќе останат таму и така натаму. Како овој кадар може да се врати? Има интересен модел, ние во Словачка го гледавме, им гарантираат работно место 2 години. И вика, дури и после тие 2 години да си отиде во странство човекот, еве да не успееме да го задржиме, тој работел 2 години на позицијата за која што е образован, во таа институција донел знаење, тие околу него го виделе тоа што го научил, што значи барем сме вратиле дел од таа инвестиција да го образуваме студентот надвор. Тука кај нас се образуваат луѓето, ти си бил надвор, зошто се врати прво? Како одлучи дека Македонија за тебе е подобра, еве од Холандија, за да се вратиш назад? Може тоа после да одговорам моите причини, ама да дадам првин за моето мислење околу ова. Значи, јас верувам во слободно движење на пазарот, мобилноста на луѓето, секој човек сите да можат да одлучи каде сака да прои. И сега, врз основа на тоа, ако видите вие во самата Европска унија, или во Америка, ако сакате, имаме огромна мобилност од една држава во друга држава. Луѓето од Италија ќе оди во Германија, од Германија ќе оди во Финска, од Норвешка ќе оди доле во Шпанија или било што. И таа мобилност се одлучува. Сега, најчесто кога се дискутира за тоа, се збори низ призмата на brain drain. Значи, вика, луѓето од овде се заминуваат и одат на друго место, креираат вредности и може некош да се рече како ние да ги задржиме овде или како да ги спречиме да заминат, така. Па ќе речеме ќе ги обврзиме да работат 2 години или нешто слично. Може и да ги искористиме на друг начин, може. Да. Сега, мене идејата ми е зошто некој заминува. Најверојатно можеби подобри услови, можеби има област која што тука не е доволно разработена, сака се развие во таа област, може сака да стегне различно искуство, не и се. Ама оди за да добие некоја си вредност. Јас секогаш ги кажам, значи оди да добие вредност. И сега замислете, ако ние ја смениме логиката, и ако ние речеме нема да збориме за brain drain, ние ќе збориме за brain gain. Да. Ако ние дојдеме во ситуација и речеме, ако некој од Македонија заминува во Европска унија, дајте да видиме што треба ние да направиме за некој од Европска унија да дојде да студира како нас. Што треба, според тебе? Значи, еве да видиме, така? Да. Најверојатно треба да ги понудиме приближно истите искуства, образовни, наставно, научни, како што тој таа ќе ги стекне во таа земја. Сега. И нешто плюс. И нешто плюс. Некојаш дури некојаш не е ни нешто плюс. И тие сакаат да дојдат на различно искуство. Културата може да дојде, така? Принципот да речеме непосредноста, тоа им е плюсот, така? Некојаш може да биде пониските трошоци за живење, така? Сега, ние велиме, ако го смениме концептот на размислување и речеме како може да дојде некој од Европска унија да студира, или некој од регионот да студира кај нас, тогаш што они на нас дава патека каде ние треба да се движиме. Тоа значи дека ако имаме
соработка со бизнис заедницата и таму студентот работи со бизнис заедницата во текот на студирањето, тоа треба да го примениме и кај нас. Ако там има лаборатории на кои што студентите може да работат, да направиме лаборатории кај нив. Ако таму се бара студентот сега да користи вештачка интелигенција, да овозможиме и кај нас да користи вештачка интелигенција. И на тој начин, кога само ќе го смислиме начинот на гледање на работите, иначе пак се случува таа мобилност, пак некој од Македонија ќе замине во странство, ама кога ќе го смениш на тоа и кога ќе стигнеш, јас да речеме 70% од условите што се нудат таму, 80%, тогаш причината за заминување е многу помала. Да. И ќе имаш и прилив некаков кој што ќе можеш да го... И приливот ќе ти доаѓа затоа што ќе препознае вредност тука. И замисли наш студент да се запознаа со студент од Србија и Хрватска на факултет, да студираат заедно и еве нека се вратат во своите земји, потоа може да креираат заеднички бизниси, ќе има секогаш кому да се јави ако продава нешто во Хрватска или во Србија, мислам дека тоа апсолутно е добар пристап, а никој така не го формулирал како ти што го кажа. Сега што те врати тебе од Холандија? Вака, значи јас кога студира во Холандија, таму дипломира во Холандија како еден од најдобрите студенти и таму професорот кој што дипломирав направи меѓународен проект со економски факултет. И јас од таму дојдов кај нас на факултет, тогаш се формираше e-бизнис департманот и почнав да работам како демонстратор со него и тогаш излезе асистентско место, се пријавив на асистентското место и остатокот е сепак со добро работно место. Со добро работно место, ама идејата беше дека така се воспостави таа соработка. Тогаш да речеме во почетокот на 2000-та година беше многу тешко да заминеш од државата и да дојдеш да студираш некаде во странство. Сега се можностите огромни, да можеш ти лесно да патуваш без виза, со олесните можности за од Македонија луѓето да се запишат на други факултети, да бидат третирани исто како граѓаните на тие земји каде што да студираат. Порано не беше така. И на тој начин може да кажеме дека и кога се врати во Македонија, на мене идејата ми беше дајте да видиме да тоа што сум го видел јас во странство да можеме да го примениме тука. Мјалче, уште ќе те вратам назад. Да. Кога се запиша прв ден на економски факултет или првата година, замислуваше дека ќе водиш институцијата, дека ќе станеш декан еден ден? Не. Имаше идеја дека е воопшто возможно? Не. Немав ни идеја дека ќе останам на факултет. Добре. За време на целиот мој студентски живот работев активно во невладиниот сектор, за заштита на животна средина пред се. После тоа замина во Холандија, праксата и сите тие работи ми беа во тогаш беше веб бизнисот, значи јас работев во една фирма и кај што они сакаат да видат како да направат они search engine нов, не го направија, Google порасна екстремно, нивната идеја беше да се направи тоа. Ама во тоа време била борба. Ама тоа беше 2000-та година беше некаде, значи тогаш 2001 се извинувам, 2001-2002 и тоа го работев. И бев research асистент на професорот во Холандија и после логиката беше стандардно. Дипломираш, да најдеш работа во Холандија, да најдеш, да видиш можности што има, ама тогаш пукна бабалот и остана немаше многу места. И ова излезе да се вратам. Дел од колегите остана во Холандија, со кои што студиравме, дел се врати од Македонија и сега се најголем дел сите во Македонија, сите се успешни во својата област. Интересно, Да. баш интересно да се Да. слушне. Кажи ми, ако ги имаш сите ресурси на светот, што е нешто што би го направил? Затоа што мораме да бидеме реални кај нас, дека факултетот работи со ресурсите што ги има. Да. Ке изборувавме за тоа што се може да се направи, еве и со овие постоечки ресурси и со нели мала креативност да се најдат нови дали финанси, пари со работки, не секогаш се само баш во не може во 100.000 се да се стави, туку нешто е вредност која што ќе дојде од компаниите. Ама еве доколку би ги имал сите нешто што си го видел во светот, јас бев во една истражувачка лабораторија на MIT универзитетот, во Media Lab, може би си бил и ти. И се вчудо не видив. Бев како ако ги има оваа држава сите пари, би сакала да видам нешто такво кај што комплетно откача на наука, си наоѓа многу практични примери и ги прави тие компании кои што вложуваат во тоа, лидери во светот во нивната област. Што би направил ти тука во Македонија? Што ти недостига, што би го дал ако парите не се проблем?
Па јас би рекол дека, ако парите не се проблем, ресурсите ако не се проблем, сите тие работи, јас би се фокусирал на тоа да луѓето сватат дека може да ги направат промените, да направат нешто. И тоа да не се гледа, многу често луѓето се разочаруваат кога ќе ја видат постојната состојба и кога ќе ја видат крајната состојба дека има огромен пат додека да се стигне до таа подобрена состојба, нова состојба, перфектна состојба или било што. Ама да сватат дека можат и мали работи да прават. Значи и во Media Lab кога ќе отидеш, таа не е станата сега преку една година, него почнала пред 15-20 години. Направиле први една просторија, вовеле некој нов модел, се покажал колку успешен, привлекли уште 20 студенти, 20 докторанти. Направиле нова просторија, земале нова технологија. И на тој начин некој седнал и рекол, видите, можеме ние ова да го направиме. Затоа што и многу пари не е нарно. Така, значи да ги имаш сите ресурси, така, не се само материјалните добра важни. Не. Витно е да луѓето, ја што го викам, пари да го имаат духот на тоа дека може да креираат позитивни промени. И тогаш за студентите, оти видите ви сега, ако отидете вие на MIT, конкуренцијата е екстремно голема. Ако отидете во Америка, конкуренцијата е екстремно голема, притисокот е голем, така. Добивките се можеби големи, можностите се можеби големи, ами притисокот е огромен. Кај нас можеби добивките не се толку големи, можностите не се толку големи, ама и притисокот е помал, конкурентноста е помал. И влезот е полесен. И врз основа на тоа, јас би рекол само дека да се обидеме во контекстот во кој што работиме, со сите ограничувања и со сите неограничени ресурси, како да креираме вредност. Како да направиме тоа што е утре да биде подобро од денес. Што сега се нуди надвор од студиите на економскиот факултет, затоа што мислам дека вие знаете и студентите знаат, ама јавноста не сум сигурна колку знае дека и сега има некои работи кои што може државата да ги исцрпи и ги исцрпува како квалитет од самиот универзитет. Од универзитетот УКИМ, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје е најдобар универзитет за државата. Апсолутно. Ние генерираме најголем број на дипломци по сите области. Најголем дел од фирмите, од државата влечат ресурси од оваа институција. Во рамки на таа институција, економскиот факултет е лидер не во УКИМ, затоа што ние сме еден економски факултет. Имаме економски институт, кој што е насочен на научно-истражувачка работа, ама ние сме лидери во таа област. И сега, како резултат на тоа што ние, да речеме, препознаваме дека сме лидери во Македонија и сакаме да бидеме препознаени лидери во регионот и глобално да придонесуваме, ние почнуваме да ги менуваме работите. И сега, со поддршка на бизнис заедницата, например, првата е ProCredit, направивме ProLab, во кој што две простори се опремени комплетно за студентите да можат да работат. Ги реновиравме амфитеатрите, ги реновиравме просториите, воведуваме дигитални технологии. Моментално може да кажем дека имаме најбрзиот интернет во државата. Значи, сакам да кажам дека тоа што го кажуваме, ако сакаме ние да бараме од нашите студенти да креираат вредност, ние како факултет мора да креираме услови за тие да ја испорачаат вредност. И тука е тој модел во кој што ние велиме, еве сега разговараме со добар дел од бизнис заедницата, како да ја активно вклопиме праксата за време на студирањето. Да не биде само летна пракса или да биде неповрзана со материјалот што пример, експериментот што го направивме со ProCredit банка за 150 студенти проекти, кои што тие у основа на во различни предмети споивме студенти да делува како кога одиш во фирма, тимовите се од различни области. Некои се од дигитални, маркетинг, менеджмент, за они да почувствуваат како реално во фирма функционира. И тоа трае вградено во курикулумот, трае 3 месеци целосно и студентите стигнуваат практична работа. Ама за да ја направат таа практична работа мора да научат добро теорија. Тие проекти ги презентираат пред професорите и пред бизнис заедницата. И на тој начин со повторување на тоа 2 пати, 3 пати за студирање, студентот е спремен од day one. Чим е студентот спремен од day one, тој полесно ќе биде вработен. Да. И затоа е битно студентите кога бираат факултети да дојдат на економски факултет. За да може да речат, видите, јас стварно ќе студирам 4 години, стварно ќе учам, ќе ми биде можеби малку повеќе да мора и практично да правам и теорија подобро да учам. Професорите имаат повисок стандард на барања, така? Да ги останам. Тоа е искуство многу битно. И битно е. И да креираш алумни мрежа. Например, ние кај нас воведовме пракса во која што ти не можеш да полагаш ако не си редовен на предавање.
И тоа е целта на тоа е да се Затоа крира. мене некои од оценките не ми се како што треба да бидат, ама мислам дека е правилно. Ама е правилно, затоа што во основа студентите мора да се дружат Да. меѓу себе. Ние примаме 700 студенти годишно. Ние имаме 2300 активни студенти. Да. Замислете вие сега во таа генерација, во тој департмент кај што се мешта да знаете 150 луѓе. Сите тие ќе влезат во бизнис сектор, сите тие ќе влезат во институции. Тоа ви се алумни со кои што утре ќе може да се работувате. Тоа ви се колеги за кои што еве јас, моите колеги, еве колку доаѓа веќе 30 години, не 20, мора и така како сум дипломиран, ние се уште си комуницираме, се дружиме, одиме на кафе, се гледаме. Што значи дека созревањето на студентот овозможува да креира и нови пријателства, нови перспективи во студирањето. Апсолутно. Исто за мене е интересно, да кажеме, опцијата да се креира, баш ми е драго што работите со компаниите и секогаш било тоа пракса, ама сега некако се интензивира затоа што и самите компании повеќе почнаа да бараат да имаат соработка, ги препознаваат различно факултетите, веројатно и поради искуството од странските компании кои што доаѓаат тука, па нели и така се учи во ред со споделени знаења, ама се размислували баш Форумот за разумни политики, тоа е пријателска една наша организација, предложи нешто од типот на обзерваторија на вештини, односно спојување на некое едно место на приватен сектор и студенти, кое што ќе биде како континуирано, ќе си постои во рамки, да кажеме, на одреден факултет или универзитет. Веруваш ли дека е нешто такво потребно или пак овој формат се покажува како добар? Иако се вработуваат сите, верувам. Значи, идејата на нас е дека ние не сме остров, во кој што да речеме, ние сме факултет, ние сме високо образовани и сме остров кој што има праќа од време на време луѓе да си одат од еден остров на друг остров, да отидат во фирма па да се врати на пракса. Ние го гледаме ова повеќе стратегиски. И тоа затоа го викаме ние партнерство за успех. И затоа сега со компаниите разговараме, добро, што ви треба на вас за да вие успеете, за ние да го генерираме тој студент кој што ќе ви помогне на вас да станете успешен. И тоа партнерство за успех е баш тоа. Ние сметаме дека економски факултет е хабот, кај што тоа може континуирано да се случува. И затоа сега бизнис заедницата, државата, разговараме, креираме услови континуирано тоа да се случува. Да не мора студентот, значи видите, идејата е студентот доаѓа на предавање, има одреден број на часови на предавање, после тоа да може да отиде во читална да учи ако сака, после тоа да доди во ProLab, да отиде во другата лабораторија и да може да работи на конкретен проект и на крајот на денот во 3-4 часот да си отидете дома и да рече добро, јас се можам да излезам у град, да се дружам. Целото наставно образовно искуство да не биде само настава, него да биде еден севкупен пакет. И тоа стварно многу вложуваме за да го оствариме тоа. И затоа ние подаваме рака. Затоа што барем јас лично сметам дека не сме остров, дека тоа партнерство за успех на крајот на денот, замислете, бизнисот, економијата се развива, а му треба квалитетен кадар за да развие. Тоа партнерство и они го препознаваат и не поддржуваат. И така да мислам дека тој модел на кој што ние се вразуваме и центарот е економски факултет, кај што студентите се веќе присутни, професорите се експертите се веќе присутни, фирмите доваѓаат, имаме ние задолжително доваѓање на гости, предавачи на самите предавања. Се повеќе е задолжително студентите за време на студиите да работат на практични проекти дадени од фирмите. Сега имаме и услови во кои што фирмите заедно со студентите може да работат. Ќе лансираме пополеќе и практични кратки семинари на одредени теми на кои што студентите може да работат. И на тој начин креираме партнерство. Да. Тоа е целата идеја, партнерството. Win-win во преговорите. Win-win. Ете така, ја го научив на потешкиот начин, така, ама тоа е вистината. Треба да имаме win-win. Ама win-win. некогаш и да паднеш. Да. И да добиеш пониска оценка затоа што не си бил присутен. Да, тоа е реалниот живот. Тоа е реалниот живот, И апсолутно. мислам дека една од работите кои што ние се трудиме и низ проектите и низ лабовите, што ги лабораториите што ги отвараме, партнерствата што ги креираме е да креираме безбедна средина во која што студентот ќе може да експериментира, да проба и да падне, да не успее. Да. Тука подобро е тоа на факултет. Тоа да се случи тука и неговиот предлог за нешто што треба фирмата да го направи, фирмата да му рече, види, абе, ова не држи вода, треба. Подобро е тука да биде, кај што е безбедна средината, отколку тоа да го направи кога ќе дипломира и може да има
поголеми последици. А еднаш, два пати, три пати и тоа е веќе спремен од првиот ден во фирмата, во институцијата, во својата да дава придонес. Супер звучи ова, меѓутоа она што мене ме плаши како и комуникатор и некој кој што е на овој начин присутен во медиуми и на сите други начини, веќе 13 години гледам дека се повеќе се случува една апатија кај младите и кај повозрасните кои што велат јас не можам да придонесам, не знам како, кај нас се не чини, кај нас нели не може да се успее, не може да се направи, а од друга страна ние тука носиме оваа сезона, ги знаеме горе-долу кои сакаме да не бидат гости. Претходните имавме 70 епизоди, сега уште 30, значи вкупно ќе дојдат 100 луѓе кои што во своите области се супер успешни и нема да ги покриеме сите што сакаме да ги викнеме. Значи минимум дупло имаме, ако сте дошле вие како декан на економски факултет, ние имаме минимум уште 10 економисти кои што сакаме да дојдат и кои што сметаме дека се добри во тоа што го работат. Ние како Змај се трудиме многу, имаме мрежа од 20 соработници од различни области кои што придонесуваат, влечат напред. Значи не е дека е невозможно, меѓутоа потребни ни се, ако не 1.800.000, барем овие 800.000 да се активираат некако, секој во својата област. Јас не велам дека секој ќе стане декан на економски факултет. Може би нема, ама може да биде одличен пекар и да направи најдобар леб. Например, не сакам да звучам како да ја фалам Данска, меѓутоа сега бев таму и тие го продаваат лебот како да е нешто најдобро и стварно е, затоа што пекарот се вложил да биде најдобар пекар. Како да создадеме една таква одговорност кон општеството дека јас можам тука да направам нешто, може нема да се збогатам, може некој друг навистина преку криминал ќе се збогати, ама како јас можам да направам? Како тоа да ги учиме студентите и јас преку медиумите и вие преку факултетите? Значи, само да животот е тежок секаде. Апсолутно. Да знаете, значи животот е тежок е секаде. И за луѓето што живеат во Данска, си имаат предизвици. Како не. Имаат обврски што треба да ги испорачаат, имаат одредени погодности и одредени. Така да, кога ќе се иселиш некаде или кога ќе одиш, секојаш 50% останува исто, тоа си ти. Да. Значи тоа си ти, ако отидеш таму и ако си песимист и си го носиш песимизмот со тебе, може надворешните влијанија да влијаат до дадена мера да се смени, ама пак се носиме себе си. Пак се носиме нашата култура, нашата логика и сите слично. Така да, што ние се трудиме и што ние сакаме да покажем е дека можеш да успееш. Дека можеш и со мали работи да оствариш бенефити. И да постигнеш целата работа е со snowball ефект. Значи, малку по малку. Пекарот таму направил едно лепче, пробал нешто друго, попробал трето, така. Успел ова го направил. Пропаднал, не пропаднал, успел, не успел. Али мотивацијата е дека се трудиш и да веруваш дека можеш да го направиш. Сега, некогаш луѓето, јас сум непоправлив оптимист. Јас сум непоправлив оптимист. Јас верувам дека у основа не вреди да цело време кажуваме што е лошо, така? Него да го гледаме тоа што е лошо, да видиме како можеме да го искористиме, да направиме бизнис. Да го унапредиме, за да можеме да оствариме конкурентност во некој начин. Сега, за да можеме тоа на студентите да им го пренесеме, јас што велам успех и кога ќе дипломираш, затоа што тоа значи дека си истрајал. Значи, не сите што запишуваат на факултет дипломираат, особено не на економски факултет. Значи, и тоа покажува дека тој студент истрајал. И тоа е првиот индикатор за работодавците, дека овој студент истрајал, дипломирал, ги завршил сите стандарди ги постигнал што сака да ги остари. Сега, ние сакаме ни со ова помали примери да направиме. Банките, државните институции, приватниот сектор, било што, студентите кога ќе направат нешто добро, ги наградуваат. И тогаш ти поставуваш некои критериуми во кои што велиш, јас го смислив ова, беше препозната како вредност, го надградува. Кога ќе осигураме дека таа пракса на 20% од луѓето ќе биде препознаена од останатите 40-60%, кои што на некој начин се двомат, апатија или било што, да им покажеме дека има позитивни примери, дека може да се успее, тогаш у основа ние добар дел од нив, 800.000, ќе ги насочиме на таа страна. И сега, во другата страна, зашто јас цело време го кажувам ова. Ако ние демонстрираме дека ти кога ќе завршиш економски факултет,
скоро сигурно се вработуваш, тоа дава позитивен пример дека ние креираме вредност. И тоа значи дека ние континуирано се трудиме. Еве сега најосновен пример. Ние имаме меѓународна конкуренција и ние велиме ни треба меѓународна акредитација. И затоа го почнеме процесот со АЦСБ акредитација, во кој што велиме тоа што ветуваме ние како институција, ние тоа ќе го испорачаме. Така. И сега, од друга страна, универзитетот го препозна тоа и не поддржува комплетно. Ние сега претходно, еве, беше пред 2 дена, 3 дена, има промоција на добри квалитетни практики на квалитет кои што економскиот факултет ги прави, кои што осигуруваат дека креираме вредност, дека одиме напред. Така да на некој начин да се бориме тие 20% кои што се топ, да ги споделиме со другите за да може тие 60% додат на кај нив. 20%, 10% секогаш ќе има песимисти, секогаш ќе има луѓе кои што го основаат така за лошо. И тоа е тоа. Треба некогаш да ги слушаме. Ама јас сум повеќе кон тоа каде се движиме. Чекорите некогаш. И јас сметам дека некогаш промените што се прават подобро да се прават побавно, со повеќе дискусија, со поголема инклузивност, за да може да бидат поодржливи. Сега се изненадив од студентите, позитивно. Бев на настан на студентското собрание, ме поканија како предавач и зашто сум била член на студентска организација, чувствував дека морам да вратам на заедницата. Мене ми доаѓале предавачи и ме инспирирале веројатно во многу од работите што ги работам. Не знам, сега се слушнав со Еми од Црно-бело и викам јас памтам ти кога предаваш и сватив дека тоа за некого може ќе биде моето предавање. И предавањето беше на тема раскажување приказни, така си го крстивме, инаку идејата е нели успешни приказни и така натаму. И затоа што нели вака саат време зборување не функционира, мислам дека со некои понови генерации, им дадов задача во 1 минута да раскажат приказна според тоа како сме поставиле горе-долу што се клучните одговори што треба да ги дадат. При тоа не им дадовме точна тема и од прилика тие теми што они ги одбравме 3 кои што може да ги одлучат како најважни за нив. Сите успеа во 1 минута да почнат, да раскажат и да завршат мисла приказна некоја да заокружат. За мене тоа беше воодушевување, затоа што кога јас полагав методи на продажба, само јас и колегата Марко, зашто бевме во студентска организација, успеавме во 5 минути да презентираме, затоа што некаде сме научиле со фирми, нема толку 5 минути, има директорот, кажи што ќе кажеш и оди си. Меѓутоа, младите сега сите во 1 минута успеа. Некој дури и под 1 минута беа. И сега длабочината не достига, фокусот може да се работи, тоа е поради социјалните медиуми, но добиле нешто сосема друго, а тоа е брзо раскажување на приказни. И ако веќе го имаат тоа, како да го споиме со економијата? Затоа што сега, јас баш Данска ја одбрав, ама Италија раскажува приказни најубаво од сите, не знам, мислам прекрасно. Грција раскажува добри приказни. Веќе и Албанија почнува многу подобри приказни да раскажува за, не знам, Малдиви на Балканот и така натаму. Како ние тоа да го искористиме што го имаме во однос на потенцијал, секогаш викаме ние имаме многу убави планини, потенцијал на туризам, потенцијал на земјоделство, потенцијал на, не знам, селски средини, на Охрид и Охридско езеро, на Скопје, сигурно има некои потенцијали. Порано беше ноќниот живот еден од клучните потенцијали. Храната македонска е секогаш добар момент. IT индустријата наша е само 3% од европската IT индустрија. Значи, од европскиот просек. Значи, сме подобри од дел од европските земји кога збориме за фирми во IT сектор. Како економскиот факултет, заедно со овие прекрасни студенти, да ги раскаже приказните и да промовира, зашто маркетинг нели се учи баш кај вас. Видите, прва морала јасно да го кажам, новите генерации се попаметни од старите генерации. Така е. Така и треба да биде. Многу од луѓето, например, кога ќе дојдат со дискусијата во мое време, така, ние кога бевме млади, бевше ова, вака, новите млади немаат фокус, нонстоп се на социјални медиуми, само на телефон гледаат и слично. Ама, ајде да направиме што се случува во светот. Ако ги видиме работите кој е измислил вештачката интелигенција, ќе видите дека се прилично мали. Кој ги измислил различните бизнис модели, се некои млади. Значи, секоја нова генерација развива во различен контекст, различно работење,
ама креираат нови работи. Го движат. Затоа имаме ние континуирано раст и просперитет и напредување. Сега, факт е дека многу од тие работи, нови двигатели што ги прават луѓе кои што можеби не се од Македонија. Иако има огромен број успешни македонски граѓани кои што по сила на нештата како што има во странство не се многу јавно промовирани и споделувани како позитивни примери. Може да се искликаат до крај на сезонава. Да. Сега, и затоа како тоа ние да го направиме? Ние веќе го правиме. Сега, не сакам да звучам нескромно, ама ние веќе го правиме тоа. Значи, вие, кога студиравте, доваѓаа фирми, кажува, имаме ние ваков проблем, сакаме да видиме тоа што го направиме. Значи, тоа веќе го правиме. Главно на нашиот смер. Да. И сега, тоа, значи, како е, кога дадеш еден позитивен пример, тој пополека се прелева и на другите места. Ама издржуваш со позитивен пример. И сега, ние на сите департмани ја имаме таа пракса. Значи, ние веќе збориме за маркетинг, таму се прават проектите. Збориме за менеджмент, таму се прават проектите, економија, сметководство. Значи, и другите департмани, сега да не пропуштам. Сите почнуваме да го правиме тоа. И сега, како ние ќе дадеме придонес? Јас пак ќе кажам, само со партнерство, со отворена рака. Значи, ние сега активно одиме по фирмите и им кажуваме, може ли да дадете проект за студентите? Ние имаме центар за кариера кој што е екстремно активен. И ние велиме, дајте, кај што ни проблем, сакате да направиме како Скопје да го промовираме, така? Да. Ви треба реклама, ајде да видиме студентите што ќе им текне. Ви треба да видите финансиски план, бизнис план ви треба, кои опции може да ги дигитализирате, на кои пазари надворешни да се промовирате, да пристапите. Дајте тоа да го решат наши студенти. И тогаш, у основа, едната од работите што се обидувам, студентите кога ќе дадат примери, многу често се случува тие да дават многу попрактични идеи, затоа што некогаш посебено кога јас бев на презентација и кај што студентот вели вака, ние направивме реклами на социјални медиуми, ги земавме TikTok и Instagram, а за постарата генерација направивме и за Facebook. Комисијата што го слуша тоа беше постарата генерација на 40 години и сите као не сме стари. Ама целта на проектот беше како да им се пристапи на луѓе што се до 25 години. Да. Сега, јас сум над 40 години, јас не можам, ја скори да не користам TikTok, скори да не користам Instagram, Facebook од време на време проверувам, најчесто користам LinkedIn. Ама кога ќе дојдеш од таму, ти даваат корисни идеи. И на тој начин јас сметам дека, пак ќе кажам, партнерството кој што од секогаш постоела на економски факултет, кој што сега е распространето на сите департмани, е основа нашиот придонес кон една. Другата работа е активизмот на професорите, кај што нашите професори се ангажирани како експерти, ама нашите професори ние не ги гледаме само како експерти. Знаете, експерт значи дека во даден круг на знаење ти го владееш тоа знаење. Нашите професори треба да го шират кругот, да креираат ново знаење. Затоа сме и ние професори на факултет, не сме консултанти. И за мене, например, секогаш било чудно како општество, ние нормално е, сега имаме одредено економско случување, да кажеме, владата донела одредена политика и нормално е и треба да се повикаат професори за да го искоментираат тоа или да кажат како гледаат на тоа. Меѓутоа, тоа е само еден мал дел како вие да ги искористите професорите. Мислам дека би било добар пристап да се прашаат професорите што ќе предложат, не само како консултанти во рамки на одредени работни групи, туку медиумите да ги прашаат што е во моментов тренд во светот. Што е она што се случува, што вие го предлагате за Македонија. И останатите да слушаат, затоа што може би имаме министри кои што се и професори некогаш, ама некогаш немаме. Некогаш немаме министри кои што следат што се случува во светот, не дека не сакаат, туку едноставно немаат такво искуство. Сосема е друго да бидете на сите научни симпозиуми или да бидете нели во канцеларија или во рамки на партија или како и да е патот до еден министер. Зошто недоволно го слушаме тоа? И што е она што се случува во светот? Еве и во економската област, и во напредокот вештачката интелигенција, кажавме, што друго е движечко во моментов во светот за да може да се научи од тоа, кај што ние можеме сега да фатиме некој замав, вака од чисто од тебе што во моментов ти текнува од патувањата. Некогаш се бара премногу од професорите.
Некогаш да. Некогаш се бара премногу од Нема да ги професорите, решат така. сите проблеми. Да. Значи, некогаш се бара премногу од професорите. Значи, професорот има наставна дејност во која што мора да осигура дека на таа група студенти кои што дошле да го слушаат него или неа, да пренесе знаење. Професорот има обврска да прави научна работа. Научната работа подразбира некогаш дека не ги решаваш најгорливите проблеми во моментов што се случуваат, него имаш некој континуитет во област во кој што изражуваш и даваш научен придонес. И ние имаме стручно апликативна дејност, кај што придонесот на професорите е у основа низ дискусија со различни групи во општеството, дали тоа е држава, дали е бизнис, дали е невладин сектор, да дадат свое мислење, да дадат насоки на кои што насоки во кои што смета дека треба да се држи општеството, да се движи бизнис планот. Сега, не секој што треба да биде јавно. Не. Така, значи, професорите кај нас, например, вие го дадовте пример, тоа е во однос на државата, ама имаме бизнис сектор, Да. во кој што нашите професори во основа најчесто се советници, соработуваат со нив, им помагаат на менаџментот, на различните департмани во фирмите, за да може да го најдат правилниот начин. Фала за зборот советници, а не консултанти. Да, ама Македонски. Да. Значи, идејата е да нашите можам да зборам за професорите на економски факултет, добар дел се општествено одговорни. Да. Добар дел од нив даваат придонес во општеството, дали тоа ќе биде, да речеме, одредени департмани, јавно излегуваат на телевизија, укажуваат и слично, или професори кои што се вклучени во бизнис секторот и соработуваат со бизнис, не вклучени во бизнис секторот во собственост, него соработуваат со бизнис секторот и црпат знаење од таму, имаат она силен домен knowledge, и велат, видите, може вака да направите, треба да направите така. И тоа бизнисот го препознава затоа што бизнисот сега доаѓа кај нас, вели, дајте да ви помогнеме студентите да ги направиме ready from day one, дајте да инвестираме кај вас за да можеме да го направиме. Така да единствената, и секој да добие. Можеби единствениот проблем е дека ние тоа доволно не го промовираме, дека стварно, например, видите, кај нас ние имаме 120 предмети. На тие 120 предмети мора да дојде минимум еден гостин предавач од праксата. Може да биде министер, може да биде екзекутив на најголемата компанија Македонија, може да биде водич на тим во одредена фирма или раководител или лице за кој што нема под него вработени, ама тие доаѓаат кај нас. Значи, ако ние земеме дека у просек доаѓа 1,5 човек, така, тоа значи дека ние имаме некаде околу 180 луѓе од целата држава, дури во странство некош, кои што доаѓаат и низ 2 сата го споделуваат искуството со студентите. И после тоа ние врз основа на тоа што го имаме, правиме истражувања таму, земаме информации, тоа го враќаме назад и на тој начин јас сметам дека, пак ќе кажам, win-win ситуација, соработката помеѓу бизнис секторот, со цел да креираме студенти кои што ќе креираат вредност за фирмата, тоа е нашата цел. Не е целта лесно да положиш испит, не е целта да имаш само 10-ки, не е целта да не доаѓаш на факултет, а да завршиш. Целта е комбинацијата на тие работи, да креираш вредност. За утре дента кога ќе дојдат луѓето да речат, стварно, заврши на економски факултет. Веќе ти е отворена вратата. Сега само треба од студентите што 10 што се пријавиле од економски факултет да ти избереме тебе. И тоа е у основа моето видување и тоа е начинот на кој што ние се трудиме. Ние со АЦСБ акредитацијата, ние имаме и дел за стандард 9, мислам дека беше за општествена одговорност. И ние веќе дефинираме начини активно учествуват. Носиме странски предавачи, носиме експерти, ги стимулираме нашите студенти да се вклучуваат за да им покажеме општествена одговорност. Интересот за кого е поголем кај студентите, за домашните предавачи или за странските, или се зависи од името на... Се зависи од темата. Тоа е многу интересно. Значи не зависи толку многу од, можеби зависи да не го толку упростуваме, него зависи од темата. Значи, во основа, некојаш темата, називот на кој што е даден, привлекува повеќе студенти отколку некоја друга. И сега, некојаш кога отидеш на интересен настан, на интересна тема, предавачот е послаб, па не можеш да... Некојаш кога одиш на не толку интересна тема, ама предавачот е супер интересен и основа ти остава повеќе меморија. Ама што е работата, тоа и кога разговараме со различните можни предавачи и гости или слично, им кажуваме, видите, на економски факултет, еве сега да отидеме, има околу 1500 студенти.
кои што слушаат настава се, кои што се во лабораториите, кои што се на факултет присутни. Каде го има тој потенцијал? Никаде го нема. И сега ние велиме, ако сакате вие да допрете до една кохерентна група, кој што пак ќе кажам, кај нас се запишуваат екстремно добри студенти. Да. Значи, не се запишуваат слаби деца. Кој што тие, ако дојдете кај нас, го споделите вашето знаење, вие у основа креирате уште подобра генерација. Од овде, и тоа сме го збориле со фирмите, дојдете бидете гостин предавач кај нас. Направете проект. Зашто? Затоа што децата ќе ве знаат, студентите ќе ве знаат и утре кога треба да бираат фирма каде се вработат, а веќе знаеш, се смени пазарот, не е веќе по избалансиране на понуда и поборувачка за работна сила, што значи дека и студентите можат сега повеќе да бираат отколку што можеле пред 15 години. И бираат. И бираат. И она што велиме поотворен е пазарот, Да. и тоа е нормално. Сега кога зборуваме, да кажеме, за квалитетот на наставниот кадар, еден од проблемите, зборувам за основно и средно образование, еден од проблемите е дека на педагошките струки, на педагошките факултети често се запишуваат најлошите ученици. На економски никогаш не е било тоа пракса, секогаш нели подобрите оделе има стандарди, значи колкав треба да биде просекот од матура и така натаму за да се може некој да се запише на економски факултет. Сега добри студенти се запишуваат, добри ни се и генерациите кои што завршуваат. Да. Мислам се сосема коректни, работат во компании, се надоградуваат и понатака во курсеви следат движења светски и така натаму. Меѓутоа, зошто тогаш не ни се одразува тоа во Македонија како економија? Каде е мисмечот да ние бидеме силна економија кога веќе имаме релативно добри студенти што завршуваат на овие струки? Дали може би тие не ја водат, не знам, значи ова чисто прашувам, мислење, гледање, нормално нема да го одговориме. Точно. Верувам дека сите факултети и сите универзитети во државата се трудат да дадат можности на секој студент, добар, посла било што, да оди напред. Факт е дека ние у основа студентите кои што се запишуваат кај нас на факултет се многу добри, кон одлични кон многу добри, да речеме така. Сега, зашто тоа не се пресликува после тоа во општеството? Јас, ова е моje видување, значи, може да кажам моje видување, не како декан, не како професор. Да, така моje видување, затоа што мислам дека поврзувањето или системот не овозможува секогаш да имаме реализација на таа индивидуална способност. И во која насока? Сега, тоа значи дека ако ние дојдеме и речеме ние ќе го генерираме студентот, затоа што на пример јас што велам, ние ќе направиме систем на факултет на кој што ти имаш предавања, имаш услови, ти доаѓаат гости предавачи, работиш пракса во фирма и ние тоа го креираме да одеш во бизнис или во државата. Сега, некаде може да има џебови кои што го ја елиминираат или ја оневозможуваат таа можност на синергија. Пример, одиш во бизнис, така? И сега во бизнисот можеби конкуренцијата не е доволно јака. Да. Или си единствен конкурент. Може да си да отидеш да речеме услугите кои што треба да ги реализираш, наместо да ги реализираш за 5 дена, државни услуги, можеби требаат 10 дена, така? Да. И како резултат на тоа, моето мислење е дека ние треба да имаме некој си пристап во кој што велиме да, креираме индивидуи, ама во исто време и факултетот ги креира тие индивидуи. Значи ние генерираме фидбекот од бизнис секторот од државата дека нашите студенти се стварно многу добри. Да. Дека значи стварно генерираме квалитет. Да, јас исто не го спорам. И сега кога отидеме на тоа, ние кога ќе ги пратиме тие, одговорноста на другите стейкхолдери да го развијат тој систем. Да. Ако се вратам назад и на првиот коментар, нашите професори и јас кај што делувам во тоа, ние кажуваме дека треба да се гледа системот, за да можеме да осигураме дека кога системот функционира на основа на кој што на индивидуите и се дават правите можности и кога ќе ги реализира правите чекори, да расте. Да. И тука мислам дека на некој начин е транзицијата од индивидуален производ кон системско нивелирање, вклупување на различни активности. Тоа е исто како ако отидете во фирма. Ви имате набавки, имате магазинско работење, имате производство, имате излезен магазин, имате продажба.
Така. Ако вие купувате супер производи, така, генерирате супер производи, ама ако производството не функционира добро, на крајот целиот систем не функционира. Така. И затоа јас пак верувам во тоа партнерство. Ние активно Ова се дискутираме. убавите работи, Да. на кои што ги кажа. Меѓутоа, ние имаме една интересна појава кај нас, која што прва корупција не ја измисливме ние, воопшто постои секаде во светот. Меѓутоа, обично, за да заработиш пари, треба нешто да дадеш. Значи, треба јас да го продадам ова и ова, или да го изградам, не знам, мостот или студиово и така натаму. И секаде во светот е тоа константа. Кај нас има една многу специфична, 30 години постои таа корупција, каде што ти трошиш пари за нешто што не го испорачуваш. Имаше многу интересен, добро, тој виц веќе втор пат го кажувам, мислам дека во подкастов, ама како зборувале наводно американец, русин и македонец, и едниот вика, го гледаш мостот? Да. Требаше да има 10 стуба, има 8, 2 во джеб. Другиот вика, го гледаш мостот? Да. Имаше 10 столба, ама сега има 6, требаше да има 10, сега има 6, 4 во джеб. Македонецот вика, го гледаш мостот? Не. Па не. Цел мостот иде во джеб. И тука не може да имаме економски напредок ако ние не дадеме вредност, а добиеме пари. Без разлика кој ги добива парите во цела оваа игра, меѓутоа едноставно нема никаква логика. Секогаш некој нешто продава и некој нешто купува. Како да излеземе од тој мајндсет и како повеќе да следиме како се вложува, каде се троши, дали на вистина за квалитетот е платено, за да не може да платиме за ништо милиони, а за она што треба да нема пари постојано. Да. Видите, значи, прво треба да, јас ќе кажам, треба да ги почитуваме и секојаш позитивно да збориме за луѓето кои што имаат тие вредности и кои што ги реализирале тие активности низ тие вредности. Што значи дека тие направиле нешто, ама не и го изреализирале и транспарентно покажале дека го реализирале. Сега, која е идејата? Идејата е дека ние секој во самиот свој дел, кај што работиме, кај што делуваме. Студентот кој ќе дојде, имаме сега вештачка интелигенција, така, да не користи вештачка интелигенција за да испорача семинарски, иако тоа се станува и глобален проблем, така. Значи, да можеме во дел, јас како декан, да можам да покажам дека ние инвестираме на факултетот и опипливо да демонстрираме дека тоа се случува. И процесот низ кој што е направено тоа да биде максимално транспарентен. Кога ние сето тоа на секој ниво во општеството ќе го направиме, ја мислам дека ќе оствариме подобра слика. Сега, ако ние не ги споделуваме тие вредности, она што зборивме 20% напред, 20% позади, 60%, тие 60% ќе се движат кон страната која што е, да речеме, поагресивна, подоминантна, пофалена, поприфатена или било што. И тука е процес. Значи, мора, барам јас, низ личен пример, низ институционален пример, низ соработка, да ги демонстрираме тие вредности. Затоа што, како да кажем, ние можеме да ги направиме најдобрите закони, најдобрите принципи, ама пак идејата дека од нас почнува и ние треба да ги практикуваме тие вредности, мислам дека е најбитно. На кој да си позиција? Така е, апсолутно. Тоа е некоја индивидуална одговорност, ама дефинитивно и како општество треба малку повеќе да им даваме едноставно простор на тие луѓе, па дури и да ги прашуваме тешки прашања, ама простор да имаат луѓе кои што пак нешто прават, ќе го изградат мостот и се надеваме со 10 столба за да не падне, нели, бидејќи тоа е една од клучните опасности на корупцијата, дека понатаму се градат работи кои што се неквалитетни. Интересен ми беше моабетот до тука, верувам дека има уште многу што да споделиме, ама еве вештачката интелигенција секогаш некако ја оставаме за крај, затоа што почна да продира во сите области, а во економијата секако прва е. Како ќе влијае според тебе, на пазарите на труд? Еве, например, велиме да не се користи вештачка интелигенција при пишување на семинарски, ама ќе се користи. За сега може ќе некако има програмчиња што ќе проверат, но како што ќе станува подобро, ќе се користи. Имаше интересна поента една, ја следам, она често дава изјави и е експерт во областа на вештачката интелигенција и науката и вика, можеби треба
да им дадеме дома да напишат со вештачка интелигенција нешто, па да дојдат на час да го подобрат пред нас и да го критикуваат, за да не се подпираме на начин кој што ќе не оглупи на вештачката интелигенција, туку да научиме да ја критикуваме и да и ги бараме и на нејза маните, бидејќи ќе сакале ние или не ќе опфати огромен дел од нашето постоење. Сега, како според тебе ќе ги смени пазарите на труд вештачката интелигенција и како да создадеме студенти кои што ќе бидат подготвени за овие пазари? Пример ќе дадам често се зборува за дуално образование, каде што да кажеме, еден ученик во средно се учи да биде денеска заварувач. Но тој ученик завршува пример средно на 18 години и треба да работи уште 40 на најмалку години на тој пазар. Што ако за 10 години сето тоа се роботизира и ние имаме неспремен ученик? Како да ги спремиме студентите, учениците за иднината што доаѓа, па и работниците, мислам, и ние ќе работиме тогаш? Јас би дал видување за студентите. Не можам за средношколците или слично, ама ќе дадам видување за студентите. Општо како економист, како да одговориме на овој предизвик? Значи, видите вака што се случува. Вештачката интелигенција ќе ги убрза, ќе зголеми ефикасноста, ќе ги, да речеме, намали него огромен дел од работи кои што претходно ги правеле луѓето. Сега, нема да не замени. Значи, нема да биде екстинкција на луѓето, ама ќе го намали бројот на луѓето кои што треба да извршат таа работна задача. И за чим ќе го намали бројот? Например, ако ти пишуваш говор и ако претходно требало тројца луѓе да пишуваат говори, сега може еден човек да пишува говори за наместо тројца луѓе. Да. Ако претходно бил 5 аналитичари, сега во може Македонија секогаш еден пишува. Може да биде само еден аналитичар. Сега, ама факт е, значи ние можеме да збориме за етичката димензија на вештачката интелигенција, за сите, ама факт е дека таа ќе се имплементира во бизнисот. И бизнисите веќе бараат начин како се направи. Најранливи во овој момент според мене се студентите. Така е. Затоа што сега ние сме во процес на кој што одредени професии се намалуваат и замираат, ама се отвараат нови професии. И за 3-4 години ние ќе имаме издефинирани нови професии кои што ќе користат вештачката интелигенција. За социјалните медиуми кои излегоа 2010-та немаше такви позиции, него тие позиции се менува, се крира. Проблемот со тие технологии тогаш беше дека имаат многу фокусиран социјални медиуми. Ама сега вештачката интелигенција може да ја примениш во социјални медиуми, може да ја примениш во банкарско работење, може да ја примениш на факултет, може да ја примениш во мало предпријатие транспортно кој што ќе прави анализа на податоци или било што. И затоа у основа импактот е толку горе. Сега, треба да ја гледаме стратегиски работата, барем според мене. Ако ние велиме вештачката интелигенција нема да ги замени ни луѓето, тогаш прашањето е и дискусијата дека лицето што користи вештачка интелигенција ќе го замени лицето кој што не користи вештачка интелигенција. Сега, трошокот за да користите вештачка интелигенција во основа се на некој начин нивелираше на $20 месечно. Значи, дали ќе користиш една вештачка интелигенција или друга, сите горе-долу наплаќаат $20 месечно subscription за да го користиш. Сега, затоа што трошокот не е толку голем за да ја користиш вештачка интелигенција, кој ќе победи кога сите користат вештачка интелигенција? Така, значи, ако вие користите вештачка интелигенција и јас користам вештачка интелигенција, никој нема да победи. Така? Да. Која е онаа стратегиска конкурентска предност кој што јас ќе ја имам во однос на вас со тоа што и двајцата користите вештачка интелигенција? Знаењето. И овде се враќаме кон она зошто е битно високото образование сега. Затоа што високото образование ве тера да размислувате од повеќе аспекти, да стекнете знаење за повеќе фактори, за повеќе модели, за повеќе теории. За да вие, кога вештачката интелигенција ќе ви извади одговор, да не го прифатите наслепо, да не го прифатите без доведување на валидноста на тој одговор, сеопфатноста на тој одговор, критичноста на тој одговор. Ама за да може вие да разговарате, да се вклучите во интеракција со вештачката интелигенција, треба да имате добро domain knowledge. Да. Сега, ако јас сум 45 години, така, и имам искуство и domain knowledge од 25 години, и со помош на вештачката интелигенција, јас ќе бидам по-продуктивен сега од некој што е 23 години, затоа што има помалку domain knowledge. Да. За да можеме да ја смениме... Знаење од областа би било така, да. За да го смениме
начинот на работа околу тоа, ние мора сега, додека се студентите и кај професори, што од сега да инсистираме да почнат да користат вештачка интелигенција. Затоа што знаете како е, кога ќе ве примат на работа за анализа, за продажба, најверојатно и прашањата ќе се движат на тоа, ај кажи ми сега како со помош на вештачката интелигенција можеш да го направиш ова. Да. Затоа што тоа ви како да речеме, дали знаеш да користиш компјутер сега? Да. Така, значи, ајде кажи ми да комуницираш со луѓето, напиши имейл и испрати. Ај кажи ми сега како да го решиме проблемот со вештачката интелигенција. И затоа ние на економски факултет сега пак, ние донесовме одлука дека силно ќе поддржиме имплементација на вештачка интелигенција кај вработените сега да може да почнат да ја спознаваат, затоа што мислам дека беше директорот на Microsoft кога го прашува добро како Microsoft имплементира вештачка интелигенција кај вас. И тој вели за толку многу работи може да се користи вештачка интелигенција, што единствен начин луѓето да научат како да ја користат вештачката интелигенција и зашто може да ја користат вештачката интелигенција е да ја почнат да ја користат. Да, и така и на тој начин почнува да се ствара она крива на учење и кога излегува нов модел, а новите модели излегуваат од 3 до 6 месеци, користењето ќе овозможи на професорите да можат полесно да го пренесат знаењето на студентите, а студентите затоа што ја интегрираме вештачката интелигенција во наставата, во работата на проектите, кога ќе одидат во бизнис секторот за година, за 2, за 3, тие кога ќе отидат во тој бизнис сектор ќе речат видите, може ја немам доволно domain knowledge, ама стварно знам да користам вештачка интелигенција, научив критички да размислувам, научив да го евалуирам сето тоа. И нашиот студент, кога ќе дипломира, ќе биде поконкурентен од другите студенти кои што го основа ја немаат совладено вештачката интелигенција како алатка. Апсолутно се сложувам за тоа. И сега од вештачка интелигенција и студии потребата, јас стојам на тоа дека да, иако нас ни фалат луѓе кои што ќе работат други работи, ние не смееме да се откажеме од тоа да имаме високо образовани кадри, бидејќи тие ќе може да имаат визијата и да не движат напред. Меѓутоа, сега се соочуваме со состојба каде што од една страна на економски факултет се учи вештачка интелигенција, се ствараат се подобри кадри. Младите следат што се случува во светот, но од друга страна ние немаме доволно луѓе кои што ќе ги исчистат улиците. Немаме доволно вработени на различни позиции во фирмите кои што немаат аспирации да бидат директори. И секогаш се прави паралелата фудбалски клуб без фудбалери, или не може сите да бидат менаџери. Како да почнеме како општество ги цениме сите други струки кои што не нужно секој треба да оди на факултет. Треба тие кои што сакаат да секогаш подобар економист ќе биде економист што завршил факултет. Секогаш подобар програмер ќе биде програмер што завршил биолог и така натаму. Но што е со сите оние останати струки и како да направиме малку да се чувствуваат добро и луѓето кои што ги чистат улиците, бидејќи без нив не можеме? Еве да речеме, ако сум готвач. Да. Добро, готвач веќе стана сериозна. Ама не, еве да речеме готвач, готвам на свадби. Да. Така, значи не зборам за елитен готвач, него зборам за секој готвач сум во ресторан. Така. И сега јас начинот на кој што работам со состојките, со процесот и сите тие работи, го работам на еден начин. За да можам јас да дојдам до унапредување на мојот процес на работа или производот што го креирам, до пред вештачката интелигенција мораше да најмам консултант, така, кој што знае како се тоа да го направи, затоа што сме мала земја, тој консултант можеби не е овде, така. И ти како резултат на тоа имаш ограничена можност да добиеш ново знаење за практика. Може да одиш на интернет да пребараш па да сурфаш на другите работи. Да. Ама замислете сега, со вештачката интелигенција. Јас сум готвач и го сликам менито, ја сликам кујната, го сликам производ, објаснувам процесот кој што и велам број на гости на да, и кажувам, дали може да ми помогнеш, да ми кажеш што да скратам, како да го украсам да биде поубаво менито, како да ја реорганизирам кујната за да можеме да имаме подобар флоу подобар тек на процесот. Колку точно треба да набавам за и сега овие гости. тука е каде што вештачката интелигенција може да помогне во секој аспект. Значи, веќе вештачката интелигенција не е само професор на факултет да ја користи за да смислува наука или да анализира податоци, него е за секојдневни прашања. И затоа што вештачката интелигенција континуирано се напредуваат моделите и со тоа што ние ги користиме, они учат и стануваат уште подобри, тоа значи дека ние во секој домен од работењето ќе можеме да искористиме. И тука на некој начин со пометно користење
ние ќе можеме да оптимизираме таму каде што имаме недостаток на ресурси. За кое што за претходно требаше да најдеш стварно некој си кој што е реално експерт за да може да ти помогне. Зашто ако е тој експерт чини премногу пари да ви помогне. Така да мислам дека вештачката интелигенција гледајќи ја во можностите што може да ни помогне, ќе има влијание на секаде. И јас исто така верувам и мислам дека е средство како секое друго и едноставно ако е тука треба да се обидеме да го користиме. Да. Многу ти благодарам, се надевам дека уживаше во Уживам, разговорот. баш ми е драго. Се надевам дека и вие уживавте. Да, и верувам дека многу луѓе ги запознавме малку повеќе со тоа што значи економскиот факултет, дури и оние кои што можеби нема да студираат, да знаат што се случува кај нас. Ти благодарам. Благодарам.